Почитувани присутни, ценети екселенции, драги учесници, добар ден за сите. Чест ми е да го отворам овој младински самит за климатски промени, што го организираме во тесна соработка со УНИЦЕФ, а како дел од нашата заедничка иницијатива Преобмислија иднината. Годинава прославуваме 3 децении од македонската независност, години на успеси, но и на бројни предизвици кои стоја и се уште стојат пред нашата заедничка држава. Несомнено е дека наредните 30 години, не само за нас во Република Северна Македонија, туку и за целиот свет, ќе бидат дефинирани од најголемиот глобален предизвик, а тоа се климатските промени. Последниот извештај на меѓувладиниот панел за климатски промени, IPCC, недвомислено укажува дека ние веќе ја живееме последната деценија во која ќе можеме да влијаеме за да го ограничиме глобалното затоплување. Меѓутоа, за тоа да го направиме, ќе биде неопходно брзо и од корен да го промениме енергетскиот и производствениот систем во светот. Ќе мора да стекнеме нови, одржливи животни навики и да покажеме многу поголема грижа за животната средина. Во спротивно, ако не успееме на глобално ниво драстично да ги намалиме емисиите на стакленички гасови во текот на оваа пресудна деценија, и ако не успееме да постигнеме нето нула емисии до 2050-та, тогаш неминовно ќе дојдеме до точката од која ќе нема враќање. Годинешниве шумски пожари и поплави и кај нас и во Европа ни претскажуваат каква иднина не очекува. Поради климатските промени, екстремните временски услови ќе бидат се почести и се поинтензивни, со повеќе човечки жртви и поголеми штети за националните економии и екосистеми. Во некои региони ќе зачестат топлотните бранови, суши и пожари, а во други бурите и поплавите. Особено ранлив на климатските промени е и ќе биде медитеранскиот регион на кој и ние припаѓаме. Тоа се констатациите и предвидувањата на науката. Но што можеме ние да направиме во врска со тоа? Реално самите можеме многу малку, но заедно со другите држави во Европа и светот можеме да направиме многу. Северна Македонија е една од првите држави која усвои национална стратегија за енергетски развој до 2040 година. И покрај пандемијата на COVID-19, годинава усвоивме ревидиран национален утврден придонес за намалување на стакленичките гасови. Утврдивме дури 63 планови за климатска акција, што се директно поврзани со 15 цели за одржлив развој. Ме радува што неодамна владата ја усвои долгорочната стратегија за климатска акција со акциски план. Целта на оваа стратегија е да постигнеме зелен, нискојаглероден и климатски одржлив развој. Стратегијата не обврзува да ги намалиме националните нето емисии на стакленички гасови за 72% до 2050-та во споредба со нивото од 1990 година. Почитувани учесници на младинскиот самит, последиците од одлуките што ги носи нашата генерација ќе ги чувствуваат сите наредни генерации. За 10 дена треба да учествувам на светскиот лидерски самит за климатски промени во Глазгов. Таму, освен што ќе ги пренесам ставовите и политиките на нашата држава, заедно со другите светски лидери, ќе се застапувам за иднината на вашата и на сите наредни генерации. Вие сте најинформираната и најдигитализираната генерација во историјата на човештвото. За да излеземе на крај со овој глобален предизвик, нам ни се неопходни вашиот ентузијазам, вашите иновативни и креативни идеи и решенија. Затоа сме денеска тука, да ги чуеме вашите размислувања за тоа како конкретно на дело да ги оствариме споменатите стратегии и да овозможиме побезбедна иднина и за вас и за идните поколенија. И благодарам.